сите и добре дојдовте во моето ново видео. Денес ви покажувам што се порачав од Shein. Овој пат се малце повеќе работи, различни работи и има од се по нешто, така да може да почнеме. Ќе ви покажувам како што ми се тука наредени, да не ги сортирам и редам, како што ќе ми дојде. Најпрвен имам сет од 3 мајчина. Овие беа мајчина за деца, но јас ги порачав во голема величина и можам да кажам дека малце ми се големи. Така да слободно можете да гледате и во детскиот дел, секогаш има да се најде по нешто. Едно кремово, зелено и црно мајче. Изгледаат вака. Удобни се и меки. Мислам дека ќе можам да ги износам. После тоа имам едно блузе, розево. Јас обично купувам блузи во сива, бела, црна боја, но ова ми изгледаше многу добро на слика и беше намалено. Еве, да видите. Изгледа малце како пижама. После тоа имам друго блузенце која е скроз во мој стил. Јас обожавам да носам вакви работи. Еве. Ова е во величина XS или 32. Многу добро стои, веќе го пробав. И сега иде лето, таман малце некои работи за лето, но и некои работи за зима. Порачував некои работи кои беа на попуст, без разлика ли се зимски или летни. Јас секогаш обично порачувам облека во зима за лето, во лето за зима и не толку колку летни работи. Од овој сајт многу повеќе се исплаќа да порачувате летни работи, затоа што летните работи ги носите неколку пати, не го носите едно фустанче цело лето. Јас која живеам во ладна држава и немам прилика толку многу да носам летни работи, секогаш порачувам повеќето работи од таму, за да можам да сменувам различни работи, иако не се нешто екстра во квалитетот, не се екстра ни во цената, тоа се знае. Ако сакате по квалитетни работи, морате поскапо да платите. Сега имам една зимска блуза, која случајно е слична како оваа што ја носам. Ваква блуза што се става на рамена. Ова мислам дека и таа во XS ја порачав. И е кремова. Добра, исто така ја пробав. После тоа имаме нешто шминка. За прв пат порачав нешто за лице од Shein. И ова е Shea Glam. И погрешка го порачав 2 пати, но едното ќе му го поклонам на некој. Моментално имам ставено, не знам дали се познава мојата контура. Ова изгледа вака. Ова е контура, која се става вака како точки и после тоа се бленда со beauty blender или со четка. Мене искрено ми се допадна, јас не можев да најдам контура. Порано имаше во DM, мислам од Catrice, но неколку пати сум одена и не можев да ја најдам, па затоа одлучив да се порачам. Се порачав едно моливче за устато, се уште не го пробав. Скроз заборавив на ова. Сега ќе ви го покажам. Значи, изгледа вака. Во нюд нијанса. Ова
има две страни. Ова прв пат го гледам. Имате танок крај, да ја исцртате устата и како широк крај за да обележите. Да, ова морам да го пробам. Ова не знаев дека има од двете страни. Баш ми се допаѓа. И бојава е супер. Тоа исто така ќе го пробам. После тоа имам наочари за сонце. Ови, не знам зашто сите наочари што ги порачувам, мене ми се огромни. Не знам. Имам многу мало лице, сигурно. Исти такви темни. Овие не се познава толку лошо. Добро изгледа. И после тоа уште една боја. Изгледа вака. Мислам дека ми се малце голем, но мислам дека можам да ги искористам за некоја слика или така нешто слично. Мислам дека за секоја лице и секоја форма може да се најде модел што пасува, но јас тој модел се уште го немам пронајдено. Одиме понатаму. Еве уште едната контура што е порачав, таа не ми е отпакована. Овде имам еден сет, сличен на тој што го гледавте во претходното видео, само што е кремов, мини блейзер и панталони. Еве. Едниот ракав му е кариран, а другата страна му е кафеава. Ова на слика изгледаше многу по-кафеава и по-светло и беше искомбинирано со шешир. Мене таа комбинација многу ми се допадна, но јас таков шешир немам. Овие панталони се по-квалитетен материјал од тие другите сивите, а се исти модел. Овие воопшто не се продираат одназад, доколку сивите па и не се баш дебел материјал, затоа што беа ефтини и не знам. После тоа имаме уште еден блуз. Извинете за хаосот, немам многу место. Еве, ова исто е како за на едно рамо и надолу изгледа вака, како со еден чош. Многу добро изгледа, ама искрено мене ова воопшто не ми е удобно и ми е тесно. Оваа блуза овде се шири, доколку оваа не, во оваа стоите вака. Искрено, само тоа не ми се допаѓа и затоа морам да ја вратам. Затоа што не сакам само да собирам алишта што не ги носам. Верувајте ми, секогаш кога порачувам од Shein, ми се собираат многу работи и јас не ги употребувам. Имам неколку доксерки што беа добри, но кога ќе се исперат се малце, како да ви кажам, се уништува материјалот. И затоа секогаш гледајте да порачувате работи што имаат најголеми, најмногу коментари што се со 5 звезди, или гледајте во коментари што луѓето пишуваат, пример. Многу работи не се така како што изгледаат, дефинитивно, и многу девојки пишуваат коментари за да добијат поени, затоа што доколку пишете коментари, доколку тој коментар некој ви го лајкни, вие добиваат автоматски поени, така да тие пишуваат само прекрасно и ве молам лајкнете го мојот коментар за да добијат поени, за да можат да порачаат нешто друго или да добијат нешто екстра, но јас мислам дека не треба така се прави, искрено. Јас кога нешто ми се допаѓа, гледам во коментари какви се мислењата и сакам искрено да биде. Никогаш не пишано коментар за
поени. Искрено мене ми е тоа губење време од производ на производ. Јас многу порачувам, многу пакети враќам и едноставно не можам да се замарам со тоа. Порачав едни купајки и поделни. Еве како изгледаат. Имаат вака прерамки со подтесување и се со многу висок кутел, но мене ми се мали и затоа ови морам да ги вратам. Иначе се многу добри. Беа на попуст, затоа ги порачав, но мислам дека ми треба еден број поголем. Купајќи од Shein имам милиони. Сите ми се скоро таму порачани. Извинете ако го кажувам грешно, не сум баш сигурна. Секој го кажува различно. Јас го викам така. Не ми замерувам. После тоа порачав една кошула, која што на сликата изгледаше многу елегантно, средено и пеглано. Оваа кошула е XS. Да видите. Ова е преголема. Сигурно е некоја оверсайз. Мене ми е буквално како фустан. И има многу груб материјал. Знаете каков материјал? Од оној што го фаќате како да се лепи. Не знам како да го објаснам. Јас не можам да поднесам такви материјали. И затоа ова морам да ја вратам. Многу работи од овој пакет морам да вратам. Само мислам, не знам. На средија на месецов планиравме да одиме на едно кратко викенд патување. Затоа сакав да порачам некои работи за некој аутфит, но изгледа нема да испадне така како што планиравме, затоа што не испадна друго нешто што не го планиравме, како го кажав ова, но тоа ќе ви го откријам понатаму, уште не е така сигурно. Мислам дека тоа е тоа. Јас ќе ви покажам, да, тоа е тоа. Моје најискрено мислење за овој сајт. Јас обожавам, имам многу добри работи што имам порачано, но има некои работи што стварно не вредат и мислам дека во иднина би се потрудила да вложувам, да купувам работи што навистина ми се допаѓаат и навистина ми се точни, затоа што јас сум таков тип, пример, ако некои панталони не ми чиват. Јас имам проблем, мене ми се секаде точни, освен во полоњата. Во полоњата ми се многу широки. Јас секогаш си мислам, на попуст се да ги купам и после тоа јас нив ќе ги направам. Пример, ќе ги однесам кај некој да ми ги стесни и така. И ти никогаш не ги носам. И ќе заборавам дека постојат, има многу фармерки што многу од нив јас ги немам ни облечено, некои широки, некои модерни, не знам ни јас, ама мислам дека морам конечно да си го пронајдам мојот стил, да се облекувам во тоа што се чувствувам добро, истото ви го препорачувам и вас. Ако е нешто во тренд, не значи дека тоа треба да биде во тренд и за вас. Мислам дека секој е убав на свој начин и мислам дека единствен тренд што секогаш може да го следите е тоа како да се облекувате според вашето тело. Јас сум ниска и јас многу сакам да се облекувам како високи. Јас имам права коса, многу сакам да ја виткам. Значи, тоа што го немам, мене ми е многу драго, но јас морам едноставно да се навикнам на тоа што го имам. На пример, ја знаете таа сукна што ви ја покажав во минатото видео,
такви работи до колена мене воопшто не ми стават, јас воопшто не се бендисав и мислам дека и размислував дори дали да ви покажам како тоа изгледа. За жал таа сукна не можам да ја вратам, исто ќе заборавам. Морате да гледате кога порачувате нешто дали има опција за враќање назад, затоа што доколку нема, останува кај вас и не можете да ги вратите парите. На некои страни како Zalando, ASOS, кога враќате пакети, не се плаќа ништо. Дури мислам дека на Zalando имате опција првен да порачате, да пробате, па доколку задржите нешто да платите. На Shein ја нема таа опција и исто така мислам дека ми земаат околу 5-6 евра кога враќам пакет, така да тоа не е ефтино, не сум сигурна, затоа што кога селектирам за да вратам пакет, пишува дека првиот пакет е бесплатен, доколку враќаат после тоа со пари, но сепак земаат процент. Не знам тоа како иде баш, веќе неколку пати има враќано пакети и мислам дека подолго време нема да има хол со облека. Сега моментално сум заинтересирана за нешто друго да купувам, се разбира не можам се одеднаш да купувам, затоа што се кошта пари, нормално. Се надевам дека во следното видео ќе ви откријам нешто повеќе за тоа. Така да, ви благодарам што го гледавте ова видео. Доколку имате некои страници од каде што вие порачувате алишта, без разлика, знам дека многу девојки порачуваат облека од наши онлайн страници, бутици. Јас кога живеев во Македонија порачував многу. Сакам да ми кажете, напишете им во коментар, било каде. Доколку имате некој предлог од која страница, како се порачува, каде може да се најдат квалитетни работи, пишете ми слободно. Споделете во коментар да можат да читаат сите и доколку ви се допадна, ставете лайк, subscribe, а ние се гледам во моето следно видео. Чао!